Македонија е во сериозен дефицит од старечки домови за сместување на стари и изнемоштени лица. Притисокот секојдневно е се поголем, а одговор за сега нема од никаде. Во државата има 40 приватни старечки домови и тие воглавно се лоцирани во Скопје, Струмица, Радовиш, Кавадарци, Неготино и Битола. Вкупно тие располагаат со 1600 легла, но до нив е тешко и да се стигне. Цените во овие домови во зависност од условите и здравствената состојба на старите лица се движи од 500 па се до 1000 евра месечно, но места во нив нема. Овој аларм одамна е запален, но решение нема и се повеќе стари лица, особено оние кои немаат блиски покрај нив. Последниот период од животот го поминуваат во несоодветни, недостоинствени, но и крајно депримирачки услови. Здраво, да ве прашаме, дали познавате лица стари кои нема кој да ги чува? Многу. Еден и ја таков ке видам. Сигурно, пошто децата си заминати толку. Да, Штип нема социјална служба за помош на стари лица. Јас сум 80 години сам си, ја не мога мене кој да ме гледа. Не, ја не познавам. И јас сум стара, но не познавам такви. Од друга страна, државата располага и со 5 старечки државни домови, кои се со капацитет од 600 легла и тие се сместени во Прилеп, Битола, Скопје и Куманово. Единствен дом кој е во собственост на општината и е во функција е во Берово. Колкав е интересот за него? Потребата на граѓаните е огромна. Значи, во моментот расположени се 39 легла, сите се пополнети. Во фаза на добивање на решение, односно одобрување за работа на четвртата ламела е, која би вселила нови 28 корисника. На листата има нас 160 лица за ламелата, значи, кои чекаат веќе некои и до 2 години. Која е цената? Моментално е 22.000 денари. Практично згрижувањето подразбира сместување, храна, престој, останатите трошци, лекарска терапија и доколку имаат, ако се хронично болници, се натовар на корисник, односно на семејството. Во Пробиштип е предвиден исто така старечки дом, но неговата изградба во програмата е ставена за оваа година и ќе има 47 легла. Штип на овој проблем приоѓа сериозно и конечно во план е исредување на документацијата за доизградба на старечкиот дом, кој предвидува 120 сместувања, а чија зграда 10 години е во фаза карабина. Во моментов потребата во регионот е за повеќе од 1000 лица кои сакаат да се сместат во домови.